Национализмот и етничката омраза се можеби најголемото зло со кое што се соочува модерното општество секаде во светот денес. Тие се емоции, действија, организирани действија од центри на моќ под кои што потпаѓаат луѓе на секаде во светот и кои што на вистина се една од главните пречки зошто човештвото не напредува онака како што би можело да напредува. Национализмот и меѓуетничката омраза создаваат поделби меѓу луѓето, ги деконсолидираат и ги поделуваат општествата и со тоа општествата немаат можност заеднички да одговорат на предизвиците на денешното време. За жал, луѓето наместо тоа ја трошат енергијата и многу ресурси, не само луѓето, целото општество троши многу ресурси во борба и справување со национализмот, а тие ресурси, таа енергија, тие действија, тие работни часови на крајот на денот може многу подобро да се искористат за да се направи нешто што е добро за сите нас заеднички. Па не би сакал многу да зборувам за негативните примери, едноставно еве може да се свртиме да видиме неколку месеци наназад како некои центри на моќ, одредени медиумски структури, одредени политички структури ја злоупотребуваа пандемијата со ковид за да и дават меѓуетничка или некаква националистичка димензија. Се обвинува луѓе од различни етнички групи дека тие се причинители за зголемување на бранот на омразат на COVID-19, а всушност сите луѓе кои што не внимаваат се тие кои што придонесуваат за зголемен број на заболени и на луѓе кои што се допрени од оваа болест, а не некој од одредена етничка заедница. Едноставно, луѓе што не внимаваат имате во сите етнички заедници, како што имате и луѓе што внимаваат на болеста во сите етнички заедници. Многу повеќе би сакал да зборувам за позитивните примери. Во мојата 25 годишна работа во јавноста, како медиумски работник, како новинар, уредник, продуцент и така натаму, имам многу позитивни искуства со структури, редакции и организации кои што работат во мултиетнички контекст, во интеркултурен контекст, почнувајќи од Цивил, која што е организација која што повеќе од 20 години работи не поради тоа што така некој рекол, туку самата организација твори во еден интеркултурен контекст, таа е мултиетничка организација, работи проекти кои што ги инволвираат сите етнички заедници и тоа не како бројки или проценти, туку како луѓе кои што суштински придонесуваат во работата на Цивил. Слично искуство имам и со мојата работа во Лайф радио, исто така тоа беше едно радио кое што беше билингвално, македонски и албански јазик се користеше, но контекстот кој што ние го дававме беше интеркултурен. Зборувавме за работите што заеднички не интересираат младите луѓе, луѓето кои што учествуваат во културниот живот, во музиката, во сите области во општественото живење каде што има некаква интеракција помеѓу луѓето. Има многу такви примери во нашата земја, во Северна Македонија. Мислам дека треба повеќе да ги истакнуваме, од нив да градиме парадигми или примери кои што ќе бидат употребени од целото општество за тоа како на вистина работите може да се прават и подобро и заеднички. Па ако го земете национализмот и што всушност тој предизвикува? Тој предизвикува поделба помеѓу луѓето. Тој предизвикува нееднаквост помеѓу луѓето. Тој предизвикува доминација на одредена етничка заедница или одредена општествена група врз друга. Од самите овие работи ние гледаме дека тој е суштински спротиставен на она што го нарекуваме европски вредности. Правда за сите, слобода за сите, еднакво за сите. Ако тргнеме од тие постулати, национализмот не е тој кој што вели дека треба да има правда за сите, туку ја замислува правдата само како правда кон сопствената етничка заедница, која што е секогаш во право, а тие другите се, нели тие кои што се грешници, кабаетли или виновници за нешто што се случува на етничката заедница. Ако ја земеме слободата како парадигма, националистите не ја гледаат слободата како слобода за сите,
туку ја гледаат пред се како слобода за сопствената етничка заедница или општествена група, често пати на сметка на слободата на некој друг. Ако ја гледаме еднаквоста, националистите не ја сакаат еднаквоста. Тие мислат дека, како што вели Орвел, нели, дека некои се поеднакви од другите. Сметаат дека нивната етничка заедница е привилегирана, тоа го прават од позиција на моќ, не од позиција на одбрана од некој туѓ напад, туку од позиција која што сака да наметне доминација над некоја друга етничка заедница. И придобивките, повторно ќе се навратам на Орвел, на неговите белешки за национализмот, придобивките често пати не се лични, туку целта сама по себе е моќта и доминацијата на таа општествена група во која што одреден индивидуалец ја потонал својата индивидуалност или станал дел од некаков колективитет. Национализмот не дели и не враќа во минатото. Да се обединиме во различностите и да одиме кон иднината.